Здраво на сите. Кога пред некоја недела го добив мейлот во кој што ме кана да учествувам на конференцијата и на посочената тема, си реков, абе, овие да не се зафркаваат со мене, треба да зборувам пред група луѓе кои што се родени во времето кога постоел интернетот, кои што ги знаат мобилните технологии од своето почнување и јас нив треба да им кажувам како можат со истите тие технологии да направат превртница во нешто што и онака го користат и што е дел од нивниот живот. Па си реков, ајде јас да не пробувам да ги учам луѓето што знаат нешто што веќе го знаат, туку дај да пробам да дадам едно мое лично искуство кое што се однесува на нешто што и другите говорници денес на неколку пати го споменаа. А тоа е апатијата која што постои кај младите луѓе. Каква апатија? Па, вие сте можеби вични да користите некаква технологија. Младите луѓе живеат со неа, тие секој ден поминуваат повеќе часови во некаква форма на интеракција која што во себе вклучува технологија. Меѓутоа, она што го нема е некаква желба, некаква иницијативност, нешто да се промени. Не сум сигурен колку го пратите моето предавање во овој момент, пошто е последно, пошто денот беше долг, ама јас сепак да ве прашам колку од вас верувате дека за една недела можете да промените нешто на добро. Нема многу дигнати раце. Намерно го постави ваквото прашање и да не ме слушате, нема да одговорите, ма ми оди во прилог на мојата теза. Па, затоа реков, ајде да зборам за еден предмет. Тоа е предметот се вика медиуми и комуникации, тоа е обичен изборен предмет во втора година на една насока која што се постои на Финки. Таа насока се нарекува Примени тие технологии. Таа е насока во која што ние се обидуваме на студентите им пренесеме што све може да прават со тие технологии за кои што зборуваме денеска во повеќе наврати. Тој изборен предмет може да го слушаат слушатели од било која година. Она што е интересно, во моментов на Финки на додипломски студии постојат околу 2000 студенти, нешто така. Првата година изборниот предмет беше избран од само 2 години до сега се држи. Тоа е резултат на барањето од индустријата дека нашите студенти би требало да имаат малце повеќе меки вештини. Во предметот се учи многу, има релативно комплексна содржина, не би сакал незе да ја елаборирам, би сакал да зборувам само за еден дел од тој предмет. Она што интересно е дека првата година беше избран од 45 студенти, втората година беше избран од 110 студенти, а во предметот комуницираме преку некакви затворени групи кои што се со покана, и иако беше избран само од 110 студенти, денеска во затворената група на предметот има 180 студенти, иако семестрот заврши по логиката на нештата, студентите вајда би сакале повеќе да уживаат во заслужениот одмор или да учат за сесијата која што е тековна. Се она што ќе прикажам после ова е дело на студентите и ништо практично ми беше многу лесно ради тоа што само собрав она што они сакаат да го споделат. Еден дел од предметот беше да се направи некаква промена. И како да се направи промена? Условите беа многу едноставни. Треба да се испита некакво јавно мнение. Учевме за тоа што значи, кои се техниките, што значи одбирок, да се направи анкета, да се донесат заклучоци, да се направи статистичка обработка и да, требаше да се испита некој јавно мнение, требаше да се предложи низа на активности кои што ќе афирмираат промена, позитивна промена во однос на тоа што било јавното мнение и потоа треба да се види дали таа низа на активности вродила со плод. И повторно да се испита јавното мнение. И студентите можеа да предложат што сакаат, се организираа во групи од до 4 до 5, кога имате 110 студенти, 4-5 групи, тоа се 20 различни идеи, 20 и нешто различни идеи, и единствен услов беше да не промовира никаков тип на омраз или нетолеранција, значи само тоа беше забрането. И сега, што правеа студентите? Ова е еден илустративен пример, сака да помогнат на животните. И да, користеа технологии, да, користеа и мобилни технологии, да, ги користеа сите познати социјални мрежи за кои што денеска зборувате или вие денеска ги користите. Меѓутоа, отидоа и на терен.
се гледаа со луѓе. Ова иницијатива да помогнеме на кучињата бездомници. Имаше акции во парк, имаше некакви настани на Facebook. Оно што е интересно за оваа иницијатива, откако заврши семестарот, за неја почна да се пишува и по печатените медиуми. И знаете што? Студентите не се откажа. Ова е една друга исто така интересна иницијатива, и оваа беше многу така чудна. Темата беше општа хуманост и студентите се решија да направат нешто со кое што ќе помогнат на децата со специјални потреби. Ќе ги инклузираат повеќе во секојдневниот живот и правеа различни типови на акции со нив. Она што еден услов што заборев да го кажам е на студентите им беше забрането да користат било какви лични извори на средства. Значи се што прават требаше да биде или од донации или да биде направено бесплатно. Не можам да ги кажам сите детали, меѓутоа оваа група иако не веруваше, дури се чудеше колку спонзори успеа да најде за да ги поддржи тие активности. И ова беше, мислам, медиски најпокриен уште за време на траење на активностите. Следната група беше ајде да ги учиме луѓето што се во домови за старци, не знам точно како се вика, да користат компјутери за да се вклучат во повеќе во општеството, па вие не знаете колку со каков сјај во очите се вратија студентите. Мислам, оно што остана реално како резултат од овој предмет е сјајот на очите на студентите кои се вратија после овие извршени активности. И знаете што? Уште идат во домовите и уште им кажуваат на возрастните лица како да користат технологијата за да се останат блиски со своите пријатели, со своите фамилии, кои што се кој знае каде. Ова е една активност која што така што ги промовира користењето на новите форми на уметност во рамки на кампусот на нашиот факултет. На студентите им беше страв, добре, како ова ќе биде прифатено, ние сега сакаме да цртаме графит. Ние, пошто секогаш се фалеме дека сакаме да бидеме факултет поразличен од сите останати, всушност им дадовме предлог, добро, дали сакате да го цртате графитот за време на отворениот ден. И да, графитот беше цртан за време на отворениот ден, наместо да биде некаква субверзивна уметност, пробавме да го прокламираме нешто како баш она што треба да биде весело и место за дружба и место каде што се споделуваат идеи. Се завршам со овие два слайда, затоа што овие беа на овие два слайда се прикажани активности за нешто за кои што студентите најмалку веруваат. Ова конкретно е иницијатива да се средат санитарните јазли на факултетот. Замислете само како изгледа санитарен јазал во кој што доаѓаат отприлike 2000 студенти што секој ден идат на факултет, кои што работи од 8 до 8 и кои што не биле поправени можеби десетлетија. И сега прво беше тука како сега да пристапам, како ќе правам анкета. Треба да се убедувам со институцијата која што мене ме тера нешто да променам. Многу е незгодна целава ситуација. Институцијава сега, против нив сум, со нив сум, што ќе правам? Меѓутоа, иако им беше чудно, се охрабрија, си направи анкети, внимава да не влезат во клинч, да дискусијата да биде отворена, искрена, да се аргументира со факти, да не влеземе во некој речник на омраза. И што да ви кажам, сега е сесија, испитна сесија и идам јас додека трае мојот испит, се шетам меѓу студентите што полагаат и студентите ме викаат, јас мислам нешто сакаат да ме прашаат во врска со текстот на задачата, ти ми кажат: професоре, вецето се поправа, така да. Изгледа и ми иде на студентите. На ова последно сум исто така горд. Кога почнавме со часот, имаше една клупа во училницата така што го држиме часот, кој што беше искршена и реков: па ќе знаеме дали ќе успееме ако на крајот на семестрот оваа клупа е поправена. Клупата е поправена, она што е добро сега ги поправаат и другите клупи, иако тие не се искршени. Од мене толку. Доколку сакате нешто да прашате? Некој? Не. Страфот, професор. Да.